Демант за Арсовска од главниот финансиер за очекуваната пречистителна станица во Скопје, Европската инвестициска банка. Заменик председателката на банката Лилена Павловска вели дека процесот целосно се одвивал како што треба, со што го потврди ставот на поранешниот директор на јавното предпријатие Водовод Златко Перински, кој ако тврдеше дека проектот е кристално чист, беше обвинет и разрешен од Арсовска. We have to follow, of course, the special rules and procedures established to monitor the procurement process, to do the necessary ex-ante and ex-post controls and checks. And what we can say as of today, that the procurement process was completed successful. There were no omissions found in the process, and there is a green light for the signature of the above construction and supervision contract by Водовод and Канализација. Иако обвинувањата за раце во мед практично и паднаа во вода, градоначалничката Арсовска се уште тврди дека била во право и обвини Алфа дека поставува инсинуирачки прашања. Како ве демонтираше банката, вие не се осеќате дека сте направиле грешка? Не, јас се извинувам, ако може да не ги испревртувате. Вашето прашање беше инсинуирачко, кажувајќи ја изјавата на еден господин кој што беше разрешен поради тоа што нетранспарентно и врз основа на влијание ги вршеше постапките и одговарал само пред својот партиски лидер, а не пред граѓаните. Тендерот за пречистителната станица беше точката на вријање помеѓу Даниела Арсовска и ВМРО ДПМН, без кој не ќе беше градоначалник. Таа лани во септември го разреши Златко Перински од функцијата директор на јавното предпријатие Водовод и тврдеше дека постоеле сомнежи за водење на тендерската постапка, иако тој ги негираше тие обвинувања, потенцирајќи дека Арсовска со своето мешање може да ја загрози реализацијата на пречистителната станица. Европската инвестициска банка не ги демантира обвинувањата на Арсовска првпат. Уште при смената на директори во јавното предпријатие, од банката преку соопштение потврдија дека се почитуваат условите и преземените обврски, како и дека немаат забелешки за тоа како Перински го водел проектот. Инаку денеска беше потпишан договор за неповратен грант од 70 милиони евра од Европската унија. Со тоа се заокружи финансиската конструкција од над 200 милиони евра за изградба на пречистителната станица. Предходно во 2019 преку заем беа обезбедени 136 милиони евра од Европската инвестициска банка. Сега се чека град Скопје и јавното предпријатие Водовод и Канализација да го потпишат договорот за градба.